Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски денеска се сретна со представници од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, како и со представници од ИПА проектот на Европската унија, при што потпиша 2 меморандуми за соработка. Едниот се однесува на проектот Локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и малцинства, имплементиран од страна на ЕПТИСа Југоисточна Европа во конзорциум со Луксембург, Македонскиот центар за меѓународна соработка, Ромскиот образовен фонд и во соработка со Министерството за труд и социјална политика. При тоа е предвидена активност за зајакнување на капацитетите на државната администрација на национално и локално ниво за поуспешна поддршка на локалните процеси на интеграција и инклузија на ромите бегалци и внатрешно раселени лица преку формирање на локални координативни тела во рамки на општините, а во состав на повеќе институции на локално ниво за подготовка на локални акцијски планови за роми во рамките на општините. Го подпишавме меморандумот за формирање координативни групи во општина Кочани, која што е од мрежата од 12 општини во Република Македонија за прифаќање на младите деца во градинките, во предшколските установи во општина Кочани. Меморандумот значи да се продолжи проектот кој што беше во претходните 11 години за заедничко финансирање на децата роми во предучилишните установи. Целта на овој меморандум е да се воспостави разбирање, превземање и координирани активности и изразување на јасен интерес од двете страни за создавање на соработка која ќе обезбеди сигурно, континуирано и организирано превземање на активности на локално ниво во насока на успешна имплементација на стратегијата за ромите и националните акциони планови преку развој и имплементација на локални акциони планови во областите од интерес за ромите од целните општини. Инаку, општина Кочани со уште неколку проекти кои ги финансира од сопствениот буџет е вклучена во инклузијата на децата роми во предучилиштото и основното образование. Паралелно со ова ги финансира и проектите содржани во годишните програми на двете ромски организации Светла иднина и Авена кои делуваат во општината.